Нема крај на скандалите и аферите поврзани со сомнежите за криминал, корупција и исцицување на државниот буџет од власта на сметка на осиромашување на граѓаните. Незаменливоста на тимот на Зоран Заев, предводникот на правосудните реформи, аболициран и помилуван за два криминално-коруптивни случаи, глобал и подкуп, ги отвори портите за неказнивост и со тоа целосна незапирливост во криминалните действија на луѓето блиски до власта. Незаменливоста кај Заев, Филипче веројатно ја разбра како опција за набавки во 4 очи, од кои 2 се или негови или очи на негови блиски. Не стивнува аферата по која и основното јавно обвинителство започна постапка за крвавите тендери и за можен организиран криминал за набавка во 4 очи од 400.000 евра, а веќе во јавноста плавнува нова афера за 3 тендери тешки повеќе од 3 милиони евра, префрлени од клиниката за хематологија на веледрогеријата доктор Пановски. Доколку тоа што директорката на клиниката Ирина Пановска-Ставридис е керка на Златко Пановски, собственикот на веледрогеријата добитник на тендерот, не е злоупотреба на службената положба и корупцијски скандал, власта да објасни на јавноста за што станува збор. Ова е директен судар на интересите на штета на буџетот. Керката директор на клиниката овозможува тендери за компанијата на татка си и тоа во 3 наврати во период од септември лани до мај годинава. На сајтот на Бирото за јавни набавки се прикажани сите 3 договори меѓу клиниката за хематологија и веледрогеријата доктор Пановски. Но како јавија и медиумите, документите за 2 од 3 постапки ги нема, а на достапниот договор наместо керката директор потпишани се овластени потписници. Министерот Филипче залудно се крие од одговорност кога самиот тој ја постави керката на Пановски за директор, иако уште тогаш во јавноста се говореше за конфликт на интереси заради врската меѓу министерот со директорката на клиниката за хематологија. Колку што му е на Заев за судските реформи, а на Андјушев за иновациите, толку му е и на Венко Филипче до јавното здравство. Некој во власта не мисли на скандалот крвави тендери тежок 35 милиони евра, ниту набавките тешки 400.000 евра за кои испитува основното јавно обвинителство. Веројатно незаменливоста и наводните правосудни реформи ќе го сторат своето. Во меѓувреме, секојдневно го истицува македонското здравство, сомнително префрлајќи пари на сметка на неговата љубена и незината компанија. При тоа пак, таа ужива во пренесената неказнивост и незаменливост и без проблем управува со една од универзитетските клиники, набавувајќи лекови од семејната компанија со огромна можност за нови злоупотреби. Заев и Филипче мора да одговорат дали клиниката за хематологија се претвора во приватна клиника на Пановски. Ви благодарам.